Нема цена што би не натерала да влеземе во авантури без да знаеме дека таа авантура ќе има јасно определен крај. Со ваков став премиерот Христијан Мицкоски ќе замине на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Ниту по вчерашната средба со председателот на Европскиот совет Кошта, тој не попушта околу уставните измени за внесување на бугарите во уставот без да добие гаранции за конечниот исход. Дури од информациите што ги добил посредбата на министерот за надворешни работи на Македонија со неговата бугарска колешка, Мицкоски рече дека сметаот и во Бугарија драматично се радикализира состојбата и дека уставните измени не се единствениот услов за да се влезе во процесот и истиот да се доведе до крај. Туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално опозицијата кај нас, која што за жал не бира средства за да ги урива позициите на владата кога станува збор за одбрана на македонските национални интереси и представува мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Но и тоа ќе го издржиме, имаме доволно сила и да победиме дома, но и да победуваме надвор, така што ние сме подготвени за сето ова, имаме факти, имаме аргументи, ќе работиме. Ова не е спринт, ова е маратон, потребна е стратегија, план, визија, ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок. Лидерот на опозицијскиот СДСМ, Венко Филипче, изјави дека ставовите на Кошта биле јасни. Уставните измени се единствениот пат за продолжување на евроинтеграциите. Според Филипче, тоа ја покажува вистината, дека нема дополнителни гаранции, ниту дополнителни услови и дека се друго е измислица на власта. Барајќи референдум на кој граѓаните би одлучиле за европската иднина на земјата, Филипче обвини дека Мицкоски и ВМРО ДПМН дошле на власт со лаги и така продолжуваат да владеат. Затоа и се служат со лажен патриотизам. Затоа ова прашање, што е пред нас, го нарекуваат бугарско прашање. А всушност станува збор за барање од секоја една земја членка на Европската Унија. Треба да се внесат малцинства, не само бугарското, и хрватското, кое што тука живее, а веќе се спомнати други малцинства, кои веќе живеат во Македонија. И затоа се форсира тезата дека се преговара со Бугарија, а всушност се преговара со Европска Унија. Ние, како државотворна партија која што носела сериозни и тешки одлуки, секогаш во историјата, рековме одамна. Подржуваме внесување на малцинствата во Уставот и со тоа да продолжи европскиот пат на земјата. Инаку председателот на Европскиот совет Антонио Кошта вчера за време на посетата на Скопје истакна дека усвојувањето на договорените уставни измени е неопходен услов за формално продолжување на пристапните преговори и за целосно деблокирање на интеграцијскиот процес. Regarding the process, we have approved a framework agreement, and is what we need to comply in order to move forward on this accession process. Nothing more. And nothing less. Кошта исто така кажа дека проширувањето на Европската Унија останува заедничка цел и дека Македонија постигнала значителен напредок во реформската агенда. Тој повторно ја потврди поддршката на Европската Унија за европската перспектива на земјата, оценувајќи го напредокот во клучните реформи, како што се владењето на правото и јавната администрација.